Почитувам председателе, почитувани колеги пратеници, колега Стојановски. Дали после се што видовме во овие неколку години во Македонија, дали после сите ваши дискусии, реплики, кажувања, протести, собери и слично, можете да кажете дека нема демократија во Република Македонија? Па, секој ден во ова собрание, 90% од дискусиите се ваши. 90% од амандманите се исто така ваши. Нема месец да помина, немаме по 2-3 протести пред собранието. Вие ќе ни кажете дека нема демократија во Република Македонија. Знаете што вас ве боли? Вас ве боли затоа што СДСМ не победува на избори, ништо друго. Вие сакате да се донесе декрет, указ, со кој што ќе победите на избори или ќе бидете инсталирани на власт, или преку инженеринг на некоја меѓународна заедница или некоја непринципиелна коалиција или некои политички махинации да станете дел од владата. Тоа вас ве интересира. Зборувате за 24 декември. Вие сакавте да запалите Република Македонија. Сакавте Македонија 2013 година да нема буџет. Тоа сакавте да го приредите на Македонија. Велите нема демократија. Вчера Игор Ивановски на крајот дискусијата де факто му се закани со апсење на председателот на собранието. Еден ден ќе одговарате, ова не застарува, за 10 години ќе видите. И вие ќе кажете дека нема демократија, па секој ден се заканувате тука. Секој ден мобинг вршите. Кои се работи не ги имате кажано тука на комисии во сала 3, во сала 4, во сала Борис Трајковски, во уставна сала, во сала на влада. Нема ден каде што не сме навредувани. Ако толку ви беше паметна тактиката за 24 декември, зошто не ја повторивте оваа година или заедно ви кажа немајте да правите такви будалаштини? Затоа што тоа и само тоа дискутиравме за локалните избори. Март месец, април месец, резултатот од тоа 5-6 градоначалници на 5. Ако ви беше паметна таа тактика Македонија да нема буџет, да запалите Македонија, да банкротирате државата, што не ја повторевте оваа година? Што не ја повторевте оваа година таа работа? Туку не, видовте дека граѓаните едноставно ви рекоа не чини тоа, не треба да се блокира државата, не треба да уништите државата и затоа тука седите, гласате за, против, воздржани и слично, ама не ја повторувате таа тактика затоа што е деструктивна и препознаена од граѓаните. И цело време од вас слушаме, вие сте политичар, како пратеник. Слушаме мобинг на тројца новинари. Цело време Јанко Миленко Латас. Па ако тројца новинари може да победат, тоа значи дека сте толку неспособни што не можете преку тројца новинари да победите. Не, вие им се заканувате на тие луѓе континуирано. А имате 33 на кои што имињата може да им се спомнат, а кои што пишуваат во ваша полза. Секој ден има и текстови, и колумни, и се во полза на СДСМ, но и тоа со години не бе оправа. Вие сте се виновни за тоа, не новинари.